Здраво на сите, уште еден подкаст Гласни идеи. Денес со нас е Гоце Чекоров, цртичка Ланс, левичар, активист, музичар. Гоце е многу интересен во однос на неговата работа, во однос на тоа што го работи. Работи на платформа за црпење на нафта и е одличен соговорник за разбирање на одредени теми кои што сега ќе ги споиме во еден наратив на нафта, разни типови на нафта. Платформа, тоа за мене е многу чудно, јас еве не познавам некој друг што тоа го работи, и безбедност на работно место, клучната тема за која што со Гоце сакавме да поразговараме, што се третира безбедно работно место сега, после COVID-19, а што било претходно. Во однос на ситуацијата во Македонија, во смисла на тоа што е физичка дистанца на работно место, во фабрика, во кафетерија, на било кое место каде што има повеќе работници на едно место. Гоце, здраво, извини што не се поздравивме веднаш, меѓутоа, еве, дадов еден контекст и може да почнеме со дискусијата. Повели. Здраво, прво благодарам на поканата. Второ, да, јас веќе 12 години работам на нафтена платформа во Северно море, по-конкретно во англискиот сектор, бидејќи Северно море е поделено на 5 сектори: англиски, холандски, германски, дански, норвешки. И јас конкретно летам од Абердин, бидејќи тоа е како нафтен главен град на Британија. Почнав 2008. Имав среќа да почнам и да останам во британскиот дел на британскиот сектор на Северно море од аспект на безбедност и заштита при работа. Ќе видиме подоцна во текот на разговорот зашто е тоа битно да се почне и да се види како се работи во британски сектор, и бидејќи преку сите тие извештаи, репорти, бидејќи на светско ниво добиваме пример, ако нешто се случи во Австралија, ако нешто се случи во Африка, таа случка и сите тие наоди, заклучоци и лекции научени се дистрибутираат на светско ниво. Так. И тука ние ја гледаме разликата помеѓу британскиот, поточно Северното море, во однос на остатокот од светот во поглед на безбедност и заштита при работа. Гоце, веднаш да те прашам, бидејќи ги спомна 5 сектори, ова од геополитичка смисла е битно за Северното море, другите земји, Холандија, Данска, за Норвешка знам, имаат многу платформи на морето, и Англија. Сите ли имаат платформи нафтени таму? Јас не знам таа информација. Англија за Норвешка, меѓутоа за другите сектори не ми е познато тоа. Секторите се поделени врз основа на Continental Shelf, значи на таа копнена плоча која што оди под морето, значи под територијални води се 12 наутички милји, што му доаѓа околу 20 километри, значи тоа е за закон за морепловски закони, додека овие 5 земји си имаат договорено во поглед на експлоатација на хидрокарбони, така се викаат и газ, и катран, и нафта, све тоа заедно се вика со едно име, хидрокарбон или фосилни горива, си има договорено дека Северното море ќе го поделат во однос на тоа како им се продолжува, значи од нивниот брег, како им се продолжува таа копнена плоча, Continental Shelf. И можам да додадеме после мапата да се види како се границите. Еве, на пример, јас работам скоро на работ на британскиот сектор, тоа е 200 километри од Абердин, значи од копното што е на Британија, 200 километри, значи во средина на море. Чекај сега, јас знам европските земји имаат право 12 наутички милји, тоа е за цело сегде кај што излегуваат на море. Ова се е ново 200 километри, како тоа? Нели? Ова е значи ова како што реков 12 наутички милји, 20 километри се множи по 1,7 милја по километар и 20 километри. Тие 12 наутички милји се за поморско право, значи ако нешто се случи, карикирам, убиство,
Ако е до 20 километри од брегот значи по цела должина на брегот, важат британските закони. Ако се случи надвор од тие 20 километри, значи подалеку од 20 километри, важат меѓународни признати поморски правила. Јасно. Само во поглед на експлоатација на хидрокарбони, значи на фосилни горива, нема да речеме меѓународна област во Северното море. Целото Северно море е поделено на нечии сектори. Така. Затоа исто например и за Баренц, еве конкретно сега например за Арктикот. За Арктикот имаше диспут, значи расправија помеѓу русите, канаѓаните, докаде е нивната continental shelf, значи докаде, и затоа русите рекоа до тука е нашата и затоа можеа да бушат, затоа и направија таков, тасика повеќе беше за фалење, кога го избушија првиот бунар на Арктикот, само за да докажат и да покажат сила и да кажат ова е до тука е нашата континентална плоча. Они одеа до дното на морето и поставија знаме на плочата. Значи тоа беше publicity stunt. Така. Тоа е толку за ова што го кажа до плочата, таму кај што се разделува. И значи такви се тие правила на меѓународни правила на морење. Ние такви теми немаме во Македонија пошто не сме морска земја. Добро, да продолжиме понатаму. Јас во дискусијата со тебе ја начнавме темата за нафтата Брент. Таа е формирана таму поради типот на нафтен дериват кој што се наоѓа во Северното море, поконкретно на англиската линија на морето. Може ли, Гоце, некои основни разлики да начнеме помеѓу типови на нафта, не знам, канадска, фракинг што е во Америка, да речеме, тоа е тема, венецуелскиот тип на нафта, има арапски тип на нафта. Може ли малце една тема тука да развиеме, па после тоа би оделе на безбедноста на работно место? Значи, историски, колку што знам, јас прв пат нафта е откриена во Тексас и како нус производ од бушење за вода. Таа е сладка, така викаат, и официјалното име за сета нафта што доаѓа од Тексас е West Intermediate Crude. Значи, сурова нафта. После тоа, во 60 или 70 години, мислам 60, првата бушотина во британскиот дел на Северно море е Брент полето. И има неколку инсталации, има Брент Алфа, Брент Чарли, Брент Браво. И во чест на таа прва бушотина и на тоа прво поле за експлоатирање, нафтата што доаѓа од генерално Северното море се нарекува Брент. Значи, овие два вида, тексашката и Брент нафтата, се со најголем удел во формирање на цената. Значи, иако има ОПЕК, што е организација на производители на нафта, во поглед на формирање на стандардите, Брент и Тексас се главни. Сега разликите се, например, Тексас, бидејќи е на копно и е веќе со 100 и нешто години традиција, е полесна на по-плитки, значи на по-плитки длабочини се може да се пронајде, додека офшор, не само британската, туку било која и таа во заливот, и таа на Фолкланд, пошто, например, не знам дали знаете, и на Фолкланд се вршеа некои тест бушења и се пронајдоа. Сега во моментот мислам дека се уште не се економски исплатливи, но без малку скоро сегде може да се најде во некоја количина. Сега не знаеме дали економски исплатлива или не. Така да скоро сегде кај што порано газеле животни може да се најде нафта, и не само тоа, туку и со геолошките поместувања. Например, некои делови што биле порано на копно, сега се под море, да речем, по 2-3 километри, изненадувачки, да, но и не толку, ако се знае историјата на земјината кора и за тектонските движења, може да се пронајде нафта скоро сегде. Значи, офшор, таа што е во море, таа нафта што се вади од старт е поскапа за експлоатација и зависи многу од моменталната цена на светската берза на нафтата.
од која причина што сите сегашни и идни проекти за експлоатација се прават врз основа на пресметки на моменталната цена на нафтата. Затоа сега, например, последно нешто што прочитав е дека за Северно море минимум економска исплатливост е 40 до 45 долари за барел. Сега е 30 нешто, може да рипнала, но веќе вечните со најскоро максимум изведено, пак не е економична со моменталната цена на нафтата. Така. Историски мислам дека најефтино е така, добро. Бејќи 40-45 долари е некоја неформална граница за исплатливост за експлоатација на нафтата од Северното море. Тоа значи дека ако е на 20, на 10, едноставно може да сопрес производството и така се уништуваат сега земји меѓу себе. Производството може и не толку, но идни планирани проекти за експлоатација дефинитивно. Еве сега на пример го гледаме тоа во мојата индустрија. Скоро сите проекти што беа планирани да почнат втора половина на 2020 или идната 2021 се откажани. Доста проекти што требаше да завршат, значи што моментов да речеме што се по преминати од пола на нивниот договор или при крај се прекинати пред време. Така. Дури овие големите 7, порано биле 7 големи компании, Shell, Total, Chevron, дури поевтино им е да го платат минимумот, бидејќи кога се потпишува договор, има клаузула дека ако операторот, као Total, Chevron, ако реши да не буши, сепак мора да плати некоја дневна цена дали за бродот за бушење, дали за платформата. И се забележува дека имаат едноставно ги кратат загубите. Имаат пресметано дека повеќе ќе загубат ако бушат, отколку да плаќаат тој минимум кој што е запишан во договорот. Така. Околу цената за експлоатација најефтино мислам дека е на Блиски Исток, бидејќи кај нив е на плитка длабочина и имам некои информации дека помеѓу 5 до 10 долари за барел ги чини на Блиски Исток, значи конкретно арапите, да ја екстракира таа нафта. Додека арапската нафта е исто тип на нафта, така? Да, кај нив е работата што си имаат организирано во картел, значи отворено си кажува дека е картел, иако нели картел не е добро, името означува ограничување на конкуренцијата, диктирање на цените. Кај нив е добро што они си имаат организирано да имаат поголем удел, бидејќи кога биле индивидуални земји членки, немале толку голем удел во формирање на цената, но од кога си имаат организирано во картел, имаат поголем. Уште да докажам за канадската нафта, таа е најскапа, бидејќи таа е помешана со песок. Таму буквално се копа со багер, па се рафинира, па дури тогаш се добива нафта. Затоа е таа најскапа, околу 110 до 120 долари за барел чини таа. Така да во овие услови не е исплатливо да се експлоатира таа нафта. Уште за фракингот да спомнеме, да речеме, и за Венецуела. Фракингот како технолошки еден вид многу густа, како катран, толку е густа што практично многу тешко се разредува таа. Фракингот е технолошко достигнување, бидејќи дури јас пред да почнам со работа, мислев дека нафтата е во еден празен простор во земјата, нели бушиш, доаѓаш и црпиш. Не. Значи, тоа е многу ретко, најчесто нафтата, гасот, катранот, што и да е хидрокарбон, е помеѓу порите во геолошката формација. Так. Порано се економски исплатливо се сметало дека ако може да се извади 50%, значи пример се буши, се тестира и се проценува дека има 100 билиони барели, компанијата пресметувала дека ќе извади 50, бидејќи таква била технологијата во тоа време. Со фракингот се пумпа, значи течност со гранули, се пумпа преку истата бушотина која што е направена за да се дојде до формацијата, се пумпа под притисок, течноста ја расцепува, значи формацијата, геолошката формација, додека и се уште има притисок и после од горе на површината која ќе се извлече само водата,
тогаш формацијата делумно се враќа назад во старата позиција со таа работа што гранулите, песок или гранули најчесто се користат, ја задржуваат поотворена него што била природно и така се овозможува повеќе количина од тие пресметани резерви во резервоарот да се извадат. Така да денес мислам дека околу 25 до 30% се рачунаат за изгубени. Значи порано ако било пола се може да се извади, пола не може, сега се пресметува дека 70 до 75% од количината може да се извади, додека 30 до 25% остануваат, бидејќи теоретски е невозможно све да се извади до последната капка, значи тие се пресметани загуби од старт. Добро. Еве малце еднош вака шетање низ темата нафта и хидрокарбонати е стварно огромна тема. Може ли сега да зборуваме за безбедност на работно место, сватено како, еве, што кажа, стандарди, се читаат од таму и ваму, да се сопостави нешто што може да се искористи за тука, за безбедност на работно место. Имено читав на една невладина организација која што во април секоја година дава извештај. За ланската година имало 178 повреди на работно место, околу 20 и неколку мртви луѓе. Памтам таа една статистика дека отприлика има еден сериозен инцидент во неделата, дури еден мртов човек во Македонија. Ајде да зборуваме за безбедност на работно место пред COVID-19 и сега, со изменети протоколи. Што е нешто што сега се случува со таа физичка дистанца и така натаму, и не само физичка дистанца? Прво неосновно, сега сите не тестираат, значи овие ПЦР тестови што не знам чинат, колку и да чинат, тие големата компанија која што не има најмено нас за да бушиме, таа си има убрзано дека ќе не тестира сите. Затоа, например, сега, наместо еден ден пред хеликоптерот за на кај работа, сега патуваме 2 дена пред нашиот хеликоптерски ден, затоа што треба да, пример, стигнеме во недела, во понеделник да се тестираме, да ги добиеме негативните резултати, значи не за антитела, туку за ПЦР, правилниот тест. За вторник, ако сме негативни, за вторник да можеме да се качиме. Тоа е една од најголемите промени. Друго е што има преполовен капацитетот на хеликоптерите. Значи, ако Сикорски 92 има 19 седишта, сега во моментот се користат 3, 6, 7. Чекај, 6, 7, да, 7 патници може да идат, максимум 8, за да се запази таа физичка дистанца, за да не седиме еден до друг. Друго, за јадење, например, порано беше по спонтано, кој кога можеше да оди, кој кога ќе беше послободен со работните обврски, одеше во менза да јаде. Сега се има точно одредени сатници, минути, која екипа кога оди во менза за да не се создава гужва и за да не се мешаме помеѓу себе. Исто, например, седиштата, сите седишта што беа, да речеме 6, сега, например, 3 има. Секое второ седиште е тргнато од употреба. Значи, физички столовите се изместени. Дури има и ставено лента, за да не можеш да ги споиш столовите. Значи, ако на маса од 6 столици, не можеш да седнеш еден до друг, бидејќи затоа што тоа се вика да се отстрани инженерски можноста за некои паметни тројца да се спојат еден до друг. Тоа е еден од начините за отстранување на опасности. Исто така има значи многу соопштувања на разгласот, на секои 2 сати се информира целиот екипаж дека треба да се мијат рацете често, дека треба да се дезинфецираат при секое влагање во секоја просторија, буквално пред влезот на секоја просторија, дали е канцеларија, дали е соблекувална, дали е менза, има диспанзер за антибактериски гел. Так. Исто така се има препораки како да се патува до работа. Ако порано се охрабруваше, да речеме, воз заради заштита, заради и заштита на компаниски пари, сега се кажува експлицитно дека не треба да се користи воз, или сопствена кола или рентакар.
за да се запази таа физичка дистанца од кога ќе излезеш од дома до работа, бидејќи ние сме штом ќе го напуштиме домот, значи буквално така сика, штом ќе заклучиме вратата од дома на пат кон работа, ние сме веќе на товар на компанијата. Така, ние сме веќе на товар на компанијата. Тоа е добра поента. Тоа е добра поента, значи не е сега ти дека ти на самото лице место фирмата одговара или вие сте сите одговорни или таму. Не. Тука сакам да се од домот ти веќе си еден вид во процес. Тука сакам да се надоврзам на овие слики што ги гледам за текстилните работнички, како ги возат во автобус како сардини. Значи прво во Велика Британија има законска обврска, значи кривично може да одговара ако вака ги буда во организиран превоз каде што нема шанси да се запази физичка дистанца според препораките. Второ што забележав, една новинарка, додека имаше прилог на вести, немаше маска. И прво нешто што рекоа луѓето, зашто оваа не носи маска? Ја реков, дали вие знаете дека работодавачот ја обезбедил маска, бидејќи тоа е негова обврска. Бидејќи не ја знаеме приказната, може работодавачот и рекол оди таму. А ниеден работник не треба да дава пари од свој џеп за лична заштитна опрема додека е на смена. Во конкретниот случај тоа станува збор за маска. Затоа тука може да се види културолошкиот јаз за безбедност и заштита при работа во Македонија и во Велика Британија. Јас лично ќе кажам, да речеме, дали оваа твоја работа е, јас не сум дошол во контакт со луѓе како тебе што работат на платформа, стварно. Има ли, мислам, голем наплив на барања за луѓе да работат таа? Сакам да речам, не е баш seедно ако некој не работи во смисла ако нема работници, така. Ако сте 50 луѓе на работна, одеднаш ако не работите 15, кој тие ќе ги надокнади? Има агенција, еве добро што го начнува. Работна сила тука одма да се надокнади за тоа. Еве докаде оди заштитата на работно место. Бидејќи јас имам колеги од Литванија, имам колеги од Романија, Малта, на нас сите што не сме од британскиот дел ни беше кажано имате избор да седите дома на основица, значи си има различни начини на пресметување на платата. Значи нас ни рекоа имате избор да седите дома на основица или ако сакате да дојдете назад на работа. Сега јас имав проблем бидејќи Британија не дозволуваше да се дојде од странство без 14 дена карантин. Затоа јас бев дома 6 недели, но им реков на мојата фирма ако треба помош негде на друго место, добро. И затоа ме пратија во Холандија. Во Холандија немаше таков минимум 14 денски карантин за сите што пристигнат од страна. Јас отидов, одработив 3 недели, после кога се вратив, бидејќи бев излезен, отидов 2 недели во државен карантин и сега сум дома. Значи следно треба да одам на работа на 20 со таа промена што фирмата комуницираше на сите вработени по мејл дека ние сега имаме exemption. Значи ние сме изземени од тие 14 дена карантин што го пропиша британската влада како неопходни работници, essential workers. Значи сега бидејќи има промена, во нашиот статус, така да јас сега ќе можам да се вратам на работа. Ова сакам да го кажам во контекст на реакцијата на нашите квази капиталисти кои што од првиот ден ги отпуштија луѓето. Значи ни А ни Б ги отпуштија луѓето. Значи не основица, не минималец, ги отпуштија луѓето. Тука немаше такви моменти, има социјална мрежа, така тоа сакаш да кажеш. Прво, значи имаме синдикати. Добро. Дел од платформите признаваат синдикати, дел од платформите не признаваат. Има тамо во тоа. Да, има, значи синдикатите се или морално како е? Може слободно здружување како? Дел различни фирми признаваат различни синдикати, а тие фирми што не признаваат различни синдикати, владата има направено закон дека мора да има представници од вработените, safety representative се викаат тоа, значи ако фирмата признава синдикат, тогаш има синдикалец представник назначен од синдикатот.
Ако Каде фирмата има представник во бордот тамо, на секоја платформа мора да има или представник од синдикатот, кој што ќе ги така кој што ќе ги има секакви комуницира ситуации, безбедно и анонимно барањата или поплаките од вработените кон менаџментот, кон управата, за да нема така се исклучува секоја можност да се издвојуваат, да речеме, нели непослушните работници кои што имаат некои замерки или кои што имаат предлози за подобрување. Тоа све оди преку синдикалниот представник или како мојата фирма што заради некоја причина не признаа синдикат, сепак има законска обврска да избере представници од вработените. Значи и да има и да нема синдикат, секако има комуникација и има тој прокси, да речеме, канал за да се заштитат работниците ако имаат нешто да се пожелат или да предложат или да побараат, и тој комитет, значи секоја екипа има по еден представник. Тоест се уште вработен, значи ги извршил своите работни обврски, но бидејќи е избран се гласа, значи екипата си гласа. Конкретно кај нас има 4 екипи. Секоја екипа има по двајца, може и по тројца, кај нас има по двајца, значи 8 луѓе, 8 вработени, редовно вработени се представници за безбедност од работната сила. Комитетот се одржава на секои 2 месеци, исто и тоа е законска обврска. Се прави извештај, тоа мора да се комуницира. На секои 2 месеца мора да има комитет за работни односи, ако има поплаки, оние да ги презентираат, така? Да, на тој комитет присуствуваат риг менаџерот, безбедњакот, ние така го викаме Safety and Training Coordinator, значи безбедњакот, овие представници од работната сила и може, ако и сака, исто друг кој што не е директно вклучен во ова, заради транспарентност, за да нема после недоразбирање дека ова се кажало, ова не се кажало, може кој сака да присуствува на овој состанок. Тоа што значи, у принцип сега, јас можам сега како работник таму еднаш во 2 месеца да се пријавам поплака или можам ја нешто тек има, нешто... Не, една од обврските секојдневно, значи тие дури имаат и различни шлемови за да бидат лесно препознатливи. Ако некој има некоја поплака, значи меѓу тие два комитети што се на 2 месеци, секој ден можеш да му кажеш, тој мора да запишува и на следниот комитет да ги изложи сите овие забелешки. Ако е нешто итно, ако е нешто живото загрозувачко, тогаш не се чека до комитет, туку овој представник на работниците комуницира со риг менаџерот веднаш. Гоце, стварно е многу огромна тема со нафтава. Јас задржувам право, ако сакаш, во едно од наредните подкасти да зборуваме само за нафтава низ геополитичка призма, пошто мене тоа стварно ме интересира, а и се надам ќе научам нешто од тебе. Дали овие синдикални поплаки се проформа или еве со работниците има, значи, подобрување, нешто се поплакал некој, па нешто му се подобрило. Дали има таму и жени на работно место, мислам сега? Има, со тоа што мора да се исполнат. Тешка физичка работа е твојата, така? Каква е работа? Да, ама има и работи што не се толку физички, пример инженерските работи, има геолози, има инженери, има drilling engineers, тие може да ги извршуваат на хартија, значи законски, и физичките работи може да ги нема ограничување, значи нема експлицитно, но заради природата на работата, жените се одлучуваат за, да речеме, пофините работи, и секако ако заврши факултет, ако има искуство, секако дека ќе дојде како инженер. И кейтеринг има доста жени што работат, бидејќи тоа е внатре. И таа е тешка работа, ама не е надвор, значи на снег, на студ, туку тие секогаш работат внатре. Дали во кујна, дали во одржување на собите. Добивме една слика од тебе. Може ли за крај, како едно прашање кое што веќе во кризава со COVID-19 се случи, очигледно беше на сите на планетава дека нафтените деривати не се трошеа толку, цел систем застана. Дали има некакво стравување за тебе, бидејќи ти тоа го работиш, дека некои проекти нема да се ќе се намалува или ќе се зголемува таа потрошувачка на нафтени деривати? Има некоја промена во некаква колективна свест во таа смисла, така што мислиш
за иднината на нафтената индустрија. Сега можеби е тоа прашање кое директно те засега, но еве да го чуеме. Па еве ќе кажам лично, значи јас условно речено имам среќа бидејќи ние имаме подолг договор што не мора ништо да значи, но во конкретна ситуација колку толку дава некоја сигурност повеќе отколку на пример овие платформи што немаат моментално договори што се надеваат дека ќе добијат пред кризата заради нагорниот тренд, некој минимален нагорен тренд, сега сите тие надежи се уништени. Што се случи? Значи, бидејќи неколку платформи што чекаат договор или што очекуваат договор, тие добија јасна порака дека нема да има договор. Сега тој персонал мора да се распредели на овие платформи како мојата што бушчат. Значи, кај нас е мешано. Тоест и во секоја нафтена платформа е мешано. Има луѓе со директен договор што имаат со фирмата, и има агенции. Значи, луѓе преку агенција заради обрт на персонал, заради лични преференции, некој не сака да биде на директен договор, повеќе сака флексибилност. Како и да е, со кризава сега за жал сите тие агенцијски луѓе беа пратени дома. Зошто? За да се направи место за луѓе со договор, директен договор што работеа на платформите што изгубија работа, за да бидат вдомени во вакви платформи што во моментов работат. Ако некогаш тргне работава, и ако тие платформи што се сега, ние ги викаме stacked, значи паркирани, ако тие добијат договор, тогаш апсолутно ќе треба луѓе и ќе се повикат пак агенциите за да пополнат привремено или долгорочно. Но во моментов за жал, таква е ситуацијата, се дава предност на тие што имаат договор, што имаат 4-5 години искуство со фирмата, да се вдомат каде може, а за да се направи место за нив, овие што беа преку агенција беа пратени дома. Како што те разбрав, значи не е сигурно у која насока ќе оди, значи може да се намали, може да се големи, тотално е непредвидливо. Дури има сега, дури сега има дискусии дали фирмиве што се нафтените гиганти, значи BP и Shell, дали да се преориентираат на обновливи извори и дали оваа криза помогна во размислување на таа насока. Пример, сега ќе кажам како кризите влијаат. Првиот нафтен шок, кога нафтата од 2 рипнала на $20 барел, придонела за развој на електроника, на полупроводници. Бидејќи таков нафтен шок 10-кратно се зголеми цената на нафтата, сакале некеле луѓето, научниците, економиите мораат да размислуваат, да пронајдат начини да бидат поефикасни. Еве сега и оваа криза да видиме дали ќе помогне да се премине на обновливи извори, бидејќи со моментална сега имаме тоа се вика перфектна бура. Никој не троши, значи има премногу нафта, е преевтина. Значи нити се исплати да се инвестира за бушење, нити некој троши, така да ќе мора да се пронајде некој нов начин. Мислам, има нови начини, но да видиме дали оваа криза ќе биде импулс да се забрза трансформацијата кон обновливи извори. Добро, Гоце. Фала ти, беше исцрпно. Дознавме работи кои што не сме ги чуле и како што кажав, јас се надевам дека ќе имаш време да најдеш во рамки на твоето време, да се најдеме уште еднаш да зборуваме за нафтата као за геополитика и фала ти многу и толку, поздрав, другарски. Нема проблем, фала на покани, кога сакате, можеме повторно. Добро, Гоце, поздрав и се гледаме. Чао, чао.